Денес беше закажано уште едно рочиште за предметот тврдина 2, познат во јавноста, или за ништење на документација. Меѓутоа и денес се одложи, затоа што имаме еден обвинет кој што не е достапен. Иако и судот е направил напори, а и од наша страна направивме напори да добиеме известување, сепак имаме уверување дека во текот на оваа недела и ќе добиеме и формално известување за достапноста на обвинетиот, па наредната недела ќе може да продолжиме со судењето. Ќе барате во отсуство, Да, се разбира. Околу Едмон Темелко, зошто вчера имаше информација дека судот му определил притвор? Така. Зошто побаравте да му се определи притвор? Дали беше недостапен? Имаше информација во јавноста дека преминувал граница со друга патна исправа. Може некои детали повеќе? Од она што јас во моментов го имам како податоци е дека притворот е определен на наше барање, тоа е точно. Ние поседувавме информација дека обвинетиот во тој случај ја преминувал државната граница и не се наоѓа во Република Македонија. Сега за други детали во овој момент не би можела да ви соопштам, се разбира, тоа е се што како првична информација јас го имам. И тоа е се што можам да ви кажам. Дали барате и за други лица притвор во истата насока? Во овој момент не. Во овој момент не. Доколку дојдеме до информација, како што беше конкретниот случај за обвинетиот за кој што прашувавте, дека некој не ги почитува мерките кои што му се определени или пак презема активности кои што го доведуваат во сериозна опасност успешното водење на кривичната постапка, се разбира дека ќе бидат побарани такви мерки, меѓутоа во овој момент немаме таков случај. Околу комбето кое што се спомнува во обвинението за Трезор, дали може да ни откриете зашто било користено? Вака, сите податоци кои што се во тој предмет ги имате на нашата веб страна, обвинението е веќе објавено јавно и она што во тој предмет го имаме и од она што како од наша страна официјално може како податоци да ги дадеме се тие што се опфатени во предметот Трезор. Сите останати податоци во овој момент не би можела да ви ги соопштам, се разбира дека доколку имате конкретен интерес може да се обратите со прашање, ќе ви бидат обезбедени. И околу барањата за враќање на пасошот, сега има 5 мина кои што бараат од обвинетите. Може да ни образложите, вие давате негативно мислење, зошто? Точно, имаме 5 обвинети лица кои што бараат да се укинат мерките и да им бидат вратени пасошите. Од наша страна беше дадено негативно мислење, од причина што не е дојдено до промена на ниту една околност поради која тие мерки беа определени и не постои законски основ за пасошите да им бидат вратени во овој момент. Денеска кажавте дека го откажувате полномошното, меѓутоа чекавте и предлог од обвинителството за дали ќе го застапувате Горан Груевски кој што е во бегство. Не ви го разбрав прашањето, искрен да видам. Што ме прашувате точно? Дали ќе го застапувате и каде е Горан Груевски? Тоа е прашање за полиција што се однесува во вториот дел. Што се однесува до првиот дел, чекаме прво да стигне предлогот што треба обвинителот да го достави до судот за судење во отсуство после добивање на известие за негова недостапност, а после тоа сметаме како одбрана дека во одвоена постапка би требале да го застапуваме. Бидејќи сме ангажирани од неговиот син, претходно бев ангажиран. Јас бев лично од него, меѓутоа бидејќи истиот е недостапен, ја не можам да дадам ефективна одбрана. На барање на неговиот син во издвоена постапка се договоривме заедно со колегите да го застапуваме. Околу предметот, околу вашиот клиент Сашо Мијалков побаравте да му биде вратен пасошот. Може да ни кажете што очекувате, односно дали имате некаков одговор веќе околу тоа? Па нема, мене ме зачудува повеќе од 25 дена поминаа од како го доставивме предлогот. Се уште нема одговор од страна на судот. Јас очекувам судот да постапи на идентичен начин како што постапи со предлогот за враќање на патна исправа по основ на определена мерка на предпазливост за господинот Зоран Заев, бидејќи во предлогот се повикуваме на истите оние основи на кои што беше повикан во својот предлог во барањето и господинот Заев. А иста е ситуацијата? Молам? Дали иста ситуација? Идентично, да, идентично. Затоа се повикуваме на судска пракса која што нас ни дава за право да бидеме оптимисти во делот на враќањето на патните исправи. Дали мислите тоа што Груевски и Бошковски се недостапни може да влијае врз другите клиенти да не им бидат вратени пасошите? Не, апсолутно не. Законот тоа добро го дефинира. Значи нема никакви импликации поради тоа што истите се недостапни, да тоа се смета како било каква отежителна околност во однос на другите сообвинети во овој предмет. Ви добивте
Претпоставувам дека сите обвиненија кои што ги подне специјалното јавно обвинителство, кои што се однесуваат на лицата кои што вие ги застапувате, дали поднесовте приговори, дали го добивте одговорот од СЈО на приговорот, дали имате информации зошто 3 месеци веќе нема закажано судење за ниту еден предмет? Добро, јас поднесов приговори во 2 актуелни предмети кои што се однесуваат на еден од моите клиенти, конкретно за Сашо Мјалков, бидејќи само во 2 предмети има он обвинителен акт. Поднесов приговор, меѓутоа по однос на оценката се уште немаме одговор од судот. Кога ќе ја добиеме, не знам. Дали ги добивте сите обвиненија, поднесовте приговори? Сите обвиненија се добиени, приговори поднесовме, чекаме сега на судот да одлучи дали ќе одржи јавна седница и ќе побара од нас да ги изнесеме и усно нашите приговори во однос на обвинителните акти. До сега немаме добиено ниту покана, ниту одлука дали ќе биде дали обвинението ќе влезе во правна сила, така да до сега е таква состојбата. Дали во сите предмети каде што СЈО предлага прислушкувани разговори, вие барате издвојување на доказите, веќе дали е така бараме? Се разбира дека бараме, со оглед дека законот е јасен, дека докази кои не се прибавени на законски начин не може да бидат доказ во постапката. Таква е нашата позитивна законска регулатива и на основа на тоа и нашето барање таквите докази да бидат издвоени и стоиме на тој став. Веќе поинаку во неколку во 2 предмети. Тоа се индивидуални за одредени предмети одлуки. Со нив се разбира не се согласуваме како адвокати со оглед дека имаме поинаков став, а нашиот став е базиран на основа на законските одредби кои го регулираат тој дел од доказната постапка